Македонија повеќе умираат, помалку се раѓаат, останатите се иселуваат. Фрапантни се податоците од Заводот за статистика кои велат дека само за неколку месеци 214.000 работоспособни македонци се иселиле во државата. Тие велат дека 103.778 вработени само во периодот до март се иселиле од државата. Значи овие луѓе имале работа, но сепак одлучиле да одат во земјите, поразвените земји за подобар живот. Според Заводот за статистика, во 2021 година, до крајот на 2021, активно вработени имало 937.482, 2022 811.197, разликата е 126.285. Тоа значи кај вработените разликата е 103.000, како што кажавме 778.000. Овие луѓе си заминале од државата. Иселувањето на македонците е тренд кој што трае веќе 20 години, тоа го покажуваат и бројките за разлика од 20 години, пописот пред 20 години овој сега. Според сегашниот попис, Македонија има 1,83 милиони жители, а тоа е 185.000 помалку од претходниот попис пред 20 години во 2002 година. Но она што е поголем проблем е што се намалува трендот на млади луѓе во Македонија на сметка на постарите над 60 години, значи Македонија старее. Според последните информации, жители над 60 години, имаме зголемување за 140.000. Млади до 29 години се намалиле од 907.000 пред 20 години на пописот на 638.000 сега. Тоа е намалување од 270.000. Младите се веќе со една нога надвор од државата, чекаат само шанса да заминат. Информациите велат дека 2/3 од младите сакаат да се иселат од држава доколку би имале шанса. 10,5% млади од 15 до 29 години веќе заминале од државата и не се резидентно население. Вкупно 53.900 млади не се во земјава. Најголем проблем со иселување на младите, според статистиката, има Новосело, кој има само 13% младо население од вкупното население. Дебарца 13,5%, но проблем има и општина Центар, каде има само 13,2% млади кои што живеат во оваа општина според Заводот за статистика. Најголем проблем со падот на популацијата, односно најмногу иселувања, имаат проблем Центар, Жупа, Маврово и Ростуше, каде бројката изнесува над 42% разлика во населението, односно иселени. Следена листата е Гостивар, каде има 21.272 жители помалку, односно 26%. Струга 12.396 или тоа е исто 20% помалку население. Охрид е трет на листата со 4.321 жител помалку. Новосело, Зрновци, Чешиново, Облешево одат од 36% до 40% помалку население. Кочани има 6.490 помалку граѓани, Виница 5.000, Берово 3.000, Делчево 3.920 помалку жители. Младите сакаат да си заминат и заминуваат. И тоа некои одат дури во средно училиште, доколку може да се снајдат да одат во средно училиште надвор од држава, а за универзитетите веќе да не говориме. Имаше информација дека над 600 македонци оваа година се запишале на универзитетите во Словенија. Значи младите си го бараат чарето. Причините зошто се иселуваат, неколку категории ги имаме на граѓани. Кај младите, тоа е квалитетот на образованието во Македонија, ниските примања во Македонија, откако ќе треба се вработат здравството, политичките услови и животната средина. Но она што е најголем проблем за Македонија е што се заминуваат вработени кои што имаат високи кариерни позиции. Ова што значи? Ова значи дека ако продолжи овој тренд, Македонија ќе остане без лекари или такви некои позиции кои што се битни за животот на граѓаните. Овие вработени се заминуваат поради статусот на државата во светот, дневно-политичките небулози, загадениот воздух и подобра иднина за своите деца. Средната класа исто така имаат огромен број на иселувања. Кои се нивните мотиви? Поголема заработка на истата работна позиција во некоја поразвиена земја, сличен или подобар начин на живот, и кај ни финансискиот дел е најбитниот фактор. Најниско платените работници исто така заминуваат од држава, ќе останеме без работници, ќе нема кој да зида згради во Македонија. Зошто заминуваат? Повреднуван и поплатен им е трудот во развиените земји, полесна можност за работен ангажман, похумани услови за работа, заштита при работа, можност за доквалификација и напредок. А партиите меѓусобно се обвинуваат кој бил виновен поради иселувањето и тоа трае веќе со години наназад, 20-30 години, само си ја префрлуваат топката без никаков конкретен ангажман. Се сеќавате на овие снимки? Овие се од времето на шарената револуција. Се редеа чевли пред владата на Република Македонија за да се покаже дека младите бегаат од тогашната влада и се иселуваат. Во тоа време СДСМ беше опозиција, обвинуваше ВМРО. ВМРО пак има оправдување дека не заминуваат поради условите во Македонија или поради
заради владата, туку ете така тие сакале да заминат да имаат подобар живот. Сега се случува истото, само риториката е променета, односно местата се променети. Сега ВМРО обвинува, додека СДСМ се правда. ВМРО вели дека поради политиките на владата на СДСМ се повеќе млади ќе заминуваат и ова е екзодус на македонскиот народ. Од СДСМ па велат: ги зголемивме платите, не се заминуваат младите поради тоа. Иселувањето од Македонија е крајно загрижувачко и бројките од минатата година покажуваат колку лошо владеат СДСМ и ДУИ. Од Македонија се иселиле над 130.000 луѓе. Со СДСМ и со ДУИ Македонија само ке тоне и се повеќе народ ке се иселува. Соопштение на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН е истата криминална партија која во 11 години режим ја опустоши државата. Се грижеше само за своите партиски интереси и богатење на неколкумина на врвот на партијата, и тоа на сметка на осиромашување на граѓаните. Токму тие погрешни политики се најголемиот виновник за иселувањето на граѓаните од државата. Центар за комуникации на СДСМ. И додека партиите си ги мерат силите без да ги засукаат в ракавите, туку само вербално, младите си ги пакуваат куферите. Младите заминуваат затоа што во Македонија ниту дипломата не е гарант за вработување. Информациите велат дека освен што нема работа, освен што има мали плати, во Европската Унија има недостаток на работна сила и нормално овие побогати земји ќе си увезат работна сила од економски послабите како што е Македонија, а младите таму ќе си ја гледаат среќата. Информациите велат дека Европската Унија и како се грижи за да дојде до квалитетни вработени, а според последните покачувања и се што се случуваше во светот, Европската Унија сериозно размислува за мерки кои што ќе гарантираат каква е ситуацијата со стандардот на граѓаните и нивните семејства. Платите одат нагоре. Според Евростат, последните информации се дека минималната плата во Европа сега е од 332 евра месечно, во Бугарија до 2257 евра во Луксембург. Во Франција, минималецот се зголеми, значи зборуваме за овој период по покачувањето на цените и се што се случува во светот, минималецот се зголеми за 3 пати. Вкупно за 5,9%, но тоа нема да биде се затоа што синдикатот притиска платата биде 2000 евра месечно. Во Шпанија минималната плата достигна 1000 евра за 14 месечни примања. Во Германија минималната плата ќе се зголеми од 10 на 12 евра за час, а Данска од 10 на 14 евра за час. Колку да видиме каде се наоѓаме во светот и зошто начинците се заминуваат, во Швајцарија просечна плата е 4900 евра, во Данска 3914, Норвешка 3795, Луксембург 3573 и Шведска на долната листа со 2770 евра недостижни за македонските граѓани. Но не само затоа што имаат поголеми плати. Шведска, например, викаат дека е лидер по квалитетот на живот, иако има плата 2770 евра, што не е на највисоката скала, но сепак е тука некаде помеѓу првите 10 во Европската Унија, но е лидер затоа што освен што имаат високи плати, имаат голема безбедност, имаат услуги во приватниот и јавниот сектор, не мора да чекаат со денови на шалтери како кај нас, и односот на граѓаните кон природната средина. И сега треба ли да се прашуваме зошто се заминуваат младите од Република Македонија, и младите и постарите. Треба да ги засукаме ракавите и да направиме услови овде кај нас да имаме и да работиме, и да се прехраниме, и да имаме високи плати. Но дали партиите ќе работат на тоа? Останува да се надеваме.